Сегашните работнички плати гарантираат сиромашни пензионери. Оние кои сега едва врзуваат крај со крај како пензионери ќе живеат бедно. Имено старосните пензии во моментов се 54% од платите, што значи дека со плата од 12.000 денари колку што е работничкиот просек на истокот, сегашните пензионери можат да се надеваат на пензија од 6.500 денари, односно на гарантираниот минимум од 7.700 денари. Што ќе рече, кај е тенко, таму се кине. Да работат уште, кога ќе дојдат до пензија, ќе видиме каква ќе земат пензија. Важно, платите не се големи. Сино колку време работува на иста фирма, платата уопште не му тргна. Таа плата и таа. И верувам дека и пензијата нема да му е голема многу. Да, спрема платите и пензиите ќе бидат уште помали. Дополнително, колку годините на стаж се помалку, толку основицата за пресметка на пензија е помала. Висината на пензијата се определува од неколку услова. Значи, јас секогаш популарно кажувам, поголем пензиски стаж, поголем процент, поголема плата, поголема основица. Значи, при пресметување на пензијата битно е должината на пензискиот стаж и просекот на остварената месечна плата, во текот на целокупното работење на осигуреникот. Според луѓето кои вчера на оваа тема дискутираа во емисијата Што мисли народот, положбата на идните пензионери може да се подобри само ако се подобри третманот на сегашните работници. Тајната е само ако работниците си ги добијат сите принадлежности што им следува према законот. Тоа значи плата према нормативните акти, тоа значи плаќање на прековременна работа, плаќање на кога е на породилно болување и така натаму. Плаќање на целосниот износ за пензијскиот фонд, а не од една страна давање, од друга страна земање. Инаку на ниво на регион има околу 30.000 пензионери. Од нив околу 3.000 земаат минимална пензија, близу 10.000 се со пензија од 7.800 до 10.000 денари, а околу 12.000 се со пензија до 15.000 денари.